Ми представува посебна чест што денес Универзитетот Гоце Делчев е домакин на една работилница во рамки на нашиот проект Европска универзитетски алијанси EAST2EU, во која што се собрани истражувачи од сите 9 универзитети, вклучително Универзитетот Гоце Делчев, кои што во наредните 3 дена ќе работат на развој на проекти во рамки на примената на вештачката интелигенција за подобро, за паметно и подобро управувано општество или подобро општество за сите. Сите овие активности би требало да резултираат со многу нови детални проекти кои што ќе бидат аплицирани во рамки на европските програми. Тука, како што кажав, имаме гости од 8 држави, им посакуваме многу успех во работата и се надевам дека ваквите настани ќе овозможат на вистина зголемување и на научната, но и на влијание на научната активност, но и на влијанието, реалното влијание на универзитетите во животот, секојдневниот живот на нашето општество. Мене ми е навистина драго што овој настан се случува во Штип благодарение на Универзитетот Гоце Делчев. Значајно е тоа што Штип е град кој во минатото е бил предвестник на многу промени. Потребата од промени имплементирајќи ја вештачката интелигенција во нашето општество, во нашиот град, во нашата држава е евидентно дека имаме потреба од истата за да се генерира развој и да се отворат нови можности. Благодарение на научната фела, еве овој настане во насока на тоа како да ни користи вештачката интелигенција во реалниот сектор, во рамки на институциите и како да најде своја примена. Благодарност до сите поддржувачи на овој настан, до министерот за дигитална трансформација, до универзитетот, до ректорот и до научната фела која додава вредност преку овој настан. Се надевам дека ќе се извлечат позитивните практики и пренесот на знаење кој што ќе се случи во овој 3-дневен настан токму во нашиот град, ќе придонесе за отварање на нови можности и позитивна примена на оваа алатка која треба да додаде вредност во нашето општество. Мене ми е чест и задоволство да можам како министерство да го поддржиме овој настан и да го поздравам ангажманот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој што повторно покажува дека најновите теми кои што се појавуваат во Европа и од научен аспект и од апликативен аспект може да ги имплементира и да организира имплементација нивна во државата. Важно е да се отвараат темите како вештачка интелигенција и употребата на вештачката интелигенција. Јас сум кажувал многу пати, ние имаме системски пристап за употребата на вештачката интелигенција. Од еден аспект тоа е подготовката на стратешки документи кои што значат правилна употреба на вештачката интелигенција во јавниот сектор и вториот аспект изградбата на инфраструктура што го правиме преку поддршката на големиот проект со Европската унија за формирање на така наречена фабрика за вештачка интелигенција во Македонија, односно поврзување со антена и градење на голем јазичен модел на македонски јазик, кој што ќе значи една систематска употреба на вештачката интелигенција и во јавниот сектор, но и поддршка за употребата на вештачката интелигенција во приватниот сектор. Тоа не значи дека не поддржуваме помали проекти кои што се случуваат на секаде во институциите, но сметаме дека како министерство треба да воспоставиме системски пристап во употребата на вештачката интелигенција. Зошто се значајни ваков вид на настани како овој денес? Затоа што на една научна основа може да се дискутираат конкретни апликативни проекти за употреба на вештачката интелигенција во јавниот сектор и да видиме како тие во пракса би функционирали и можат да се употребуваат. Го поздравам уште еднаш ангажманот на универзитетот. Им посакувам да имаат уште голем број на вакви проекти и да темите кои што ги отвараме како држава бидат актуелни и во Европа за да поттикнеме интерес и за инвестиции во оваа инфраструктура и за странски инвестиции во приватниот сектор, но и секако за развој на вештачката интелигенција и нејзина употреба во јавниот сектор. So the events happening today. Јас сум Сангита Ратнајке,
председател сум на Алиес инкубаторот на Алијансата AC2EU. Настанот кој денес тука се случува е воркшоп, работилница за креирање на знаење, на тимови за креирање на знаење, и целта е прво сите да се умрежат, да се работуваат меѓу себе, да градат собствени проекти, да помогнат во понатамошниот развој на општеството. Се надеваме дека ќе имаме многу нови проекти, многу нови иновации кои што нема само да придонесат за Штип и за Македонија, туку за сите членови на Алијансата.